Ете не сега повторно во студиото, почнуваме со разговорите. Бојана Станојевска-Пецуровска е експерт за управување со отпад. Бојана, ти благодарам што повтор пат си дел од Студио 10. Првото твое гостување беше многу интересно, имавме многу заклучоци, имавме добри коментари после емисијата. Се надам дека и денеска ќе оставиме впечаток добар кај гледачите и ќе не следат со внимание. Така е, да. Добар ден, благодарам за поканата и за можноста да продолжиме таму каде што застанавме и да се надоврземе на заклучоците. Заедно за регион без отпад беше темата на конференцијата пред една недела која што се одржа во Скопје. Да почнеме хронолошки, што би се рекло, кои беа целите на овој форум? Така, да. Значи, заедно за регион без отпад, кон функционален и одржлив систем за управување со отпад, беше насловот на форумот кој што го организираше Solar International со поддршка на владата на Шведска во рамките на проектот Одржливо управување со отпад на локално ниво. Имено јас лично сум дел, односно сум вклучена во спроведувањето на овој проект уште од 2022 година. Значи 5 годишен проект кој што има за цел да ги унапреди праксите на локално ниво, пред се на општините и јавните комунални предпријатија за одржливо управување со отпад. Во рамките на овој проект ние реализираме бројни активности и една од тие активности е и овој форум, кој што дојде како продолжение на меѓуопштинскиот одбор кој што беше формиран во декември минатата година. Ќе зборувам малце повеќе за тоа во текот на ова гостување. Меѓутоа, она што беше целта на овој форум е да ги сумираме заклучоците, впечатоците, успехот, све она што имаме постигнато досега, нели, да ги продолжиме, меѓуопштинската соработка, за да разговараме за стратешките аспекти и инфраструктурните аспекти исто така од регионалното управување со отпад. И она што е најважно од се, заедно со сите чинители, значи на форумот учествува јавните комунални предпријатија, општините, меѓународната заедница, исто така министерството, другите релевантни институции кои што се вклучени во подобро управување со отпад и генерално со регионалното управување, да биде можност, платформа каде што ќе ги размениме добрите пракси и ќе видиме како може да продолжиме понатаму. Ако ова беше стартот, што би се случило или што треба да се случи за 5 години? Бидејќи проектот е 5 годишен. Да, проектот е 5 годишен. Ние започнавме во 2022 година. Во тој момент имавме горе-доле, можам да кажам, истава состојба вака на видум. Добро. Меѓутоа, она што успеавме да постигнеме е подобра соработка помеѓу општините, подобро планирање од нивна страна, подобра координација помеѓу нив. Веќе има резултат, сакате да ми кажете? Да, можам да кажам дека веќе има резултат. Значи сега благодарение на овој проект и на нашите напори секојдневно, директно, значи работата која што ја правиме во рамките на овој проект од Solar International, може да се видат, да речам, подобрени капацитети во однос на планирањето со управувањето со отпад. Добро. Значи веќе го споменав меѓуопштинскиот одбор кој што беше формиран во декември минатата година. Во рамките на овој меѓуопштински одбор општините имаат можност да се среќаваат, да разговараат за предизвиците, имаат можност да решаваат заедно за тоа како ќе ги надминуваат сите овие предизвици. И она што е исто така важно е дека ќе ни следува, да речам, регионално стратешко планирање, односно подготовката на регионалниот план за управување со отпад, кој што за разлика од претходниот план, кој што беше изработен во 2015 година, поединечно за Пелагонискиот и поединечно за Југозападниот регион, овој регионален план за управување со отпад ќе ги обединува двата региони, значи вкупно 18 општини ќе имаат можност
веднаш после, ние уште на самиот форум го започнавме креирањето на регионалниот план за управување со отпад за двата региони и сега во текот на следните неколку месеци ќе продолжиме со креирањето, со изготвувањето на овој регионален план, каде што заедно со општините ќе поставиме приоритети, цели, активности и ќе се движиме кон да речеме еден одржлив и функционален систем за управување со отпад. Оптимисти сте дека ќе се успее во ова? Оптимисти сме, можам да кажам, претходниот план, оној од 2000, кој што беше изработен во 2015-2016 година со поддршка на Министерството, ние тој план во 2023 година, во рамките на овој проект исто така, го операционализиравме, го доближивме до општините, го направивме, да речам, да биде многу поедноставен, полесен за користење, значи сите оние цели, мерки, активности кои што беа таму дадени на едно високо стратешко ниво, сега ние ги доближивме до општините, за да им биде полесно да ги разберат целите, да разберат што е она што треба да прават, за да можат да го реализираат и да воспостават еден ваков регионален систем за управување со отпад, кој што ќе обединува двата региони. Зошто е важно, ме интересира, да има регионален пристап? Зошто е важно да има регионален пристап? Значи, прво вака. А не поединечно? Да, можам да објаснам. Значи, доаѓа и природно веднаш после тоа колку пати го спомнавме регионалниот план, зошто регионалниот систем. Зошто не секој посебно, туку тоа се да биде на едно? Значи, вака, прво, ваквиот регионален пристап, односно пристапот на здружување, независно дали е регионален или е каков, значи, пристапот да повеќе општини, повеќе ентитети се здружат во управувањето со отпад, да речам, не е нешто ново, е нешто што веќе функционира во Европа со години, секаде се покажало како добра пракса. Тоа е така пред се заради можноста за подобра координација помеѓу тие кои што управуваат, но и најважно од се делење на трошоците. Значи е многу поефикасно, поисплатливо кога повеќе општини да речам управуваат заеднички. Што значи управувањето? Тоа значи дека сите овие општини имаат можност да одржуваат заеднички едно место, една локација, во нашиот случај регионалната депонија која што треба да се изгради во Новаци, значи имаат можност сите тие заеднички да управуваат со оваа локација, а не поединечно во секоја општина. Затоа што знаете како сега во моментот ние на локално ниво во самите општини немаме стандардни депонии, немаме стандардни локации каде што можеме да го одложуваме отпадот на безбеден начин. Туку имаме да речам одредена парцела во сопственост на општината, која што општината одлучила дека таму е најдобро да се одложува комуналниот, мешаниот комунален отпад и на тоа место да се одложува отпадот. Сега, зошто е различен регионалниот систем? Затоа што регионалната депонија која што ќе се изгради во Новаци ќе биде соодветна стандардна локација, претходно утврдена, локацијата е утврдена врз основа на бројни анализи и истражување за соодветноста на локацијата, е покриена со соодветна геомембрана, значи текстил, кој што не пропушта, значи нема можност за пропуштање и за излевање на истетокот во подземните води, во почвата и на таков начин да се прават нема да загадување, нема да загадува, да. Понатаму е соодветно оградена, нели, има видеонадзор и целта е што е можно помалку мешан комунален отпад да завршува таму. Значи, мора да биде селектиран. Така, мора да биде селектиран на што е можно повеќе фракции, нели, за да ги обезбедиме принципите на циркуларна економија, нешто кон што сите се стремиме. И едноставно што е можно повеќе вредни материјали да вратиме назад во економијата. Да го искористиме отпадот. Такви вредни материјали. Ме интересира да продолжите со граѓаните, со жителите на Новаци и околните места. Веќе се сложија, има разбирање, бидејќи имаше отпор за вакво нешто. Значи во моментот ние водиме, да речам,
дискусии на терен, немаме отпор, има се поголема, можам да кажам, се поголемо прифаќање од страна на локалното население, затоа што работиме прилично, да речам, И објасните интензивно. зашто се работи, така? Во неколку наврати, не само ние, туку и Министерството и сите други институции, да речам, кои што се одговорни за управувањето со отпад на национално ниво, значи се работи интензивно и со локалното население за да разбера дека ваквиот начин на регионално постапување, изградбата на регионалната депонија е едноставно нешто што функционира со години во Европа, во светот. И не е загадувач, нема да ги труе никако. Не е загадувач, напротив, ќе биде можност за локален економски развој, ќе биде можност за нови вработувања, можност за отварање на нови постројки кои што понатаму ќе се занимаваат со рециклирање, различен вид на третман на отпад и така натаму и така натаму. Значи се стремиме кон тоа тој регионален таа локација да стане регионален центар за управување со отпад. Модерен, одржлив, онаков како што има во Европа. Колку близко се наоѓа физички до населеното место? Не е воопшто близко и најважното од се морам да напоменам е дека предвидената локација е на деградирано земјиште, прилично деградирано земјиште, значи на поранешен јагленов коп. Така што тоа земјиште не може за ништо друго да се користи. Сакам да прашам околу проблемите или предизвиците кои што ги имаат општините во однос, со што се соочуваат во однос на управувањето со отпад? Значи вака, предизвици имаме многу. Јас со секојдневното излегување на терен во рамките на новој проект се обидуваме да ги прилагодиме нашите активности и на секој можен начин да помогнеме во се она што излегува како предизвик. Прво морам да напоменам дека ние имаме многу слаба инфраструктура за селекција, за примарна селекција. Значи, примарната селекција, тоа значи дека секое домаќинство треба да има можност дома на самото место на создавање на отпадот да го одвои, да го селектира во различни фракции, согласно насоките и принципите дадени од страна на општината јавното комунално предпријатие. Значи, тоа е прво нешто што мораме да го направиме. И тоа е она на кое што ние полагаме особено внимание со нашите активности. И ќе го направиме дома, но кога ќе излеземе надвор да го... Не, токму тој го кажам. Значи немаме ние можност, ако го имаме дома системот за селекција, ако имаме дома ние уште една канта во која што ќе влезат сите оние рециклабилни вредни материјали, хартија, стакло, пластика. Од тука јавното комунално предпријатие ќе го однесе тој рециклабилен материјал на трансфер станица. Тоа е практично уште една постројка која што ќе биде дел од регионалниот систем за управување со отпад и кој што треба да се изгради паралелно со изградбата на локацијата каде што ќе се одложува отпадот, нели, на регионалниот центар каде што ќе биде. Значи, од таа трансфер станица, регионалното комунално предпријатие ќе дојде, ќе ги превземе тие вредни материјали и понатаму ќе постапува, ќе соработува со фабрики инсталации кои што се занимаваат со третман, со различна рециклажа или ќе се занимава со извоз евентуално. Значи тоа се вредни материјали кои што не можеме се уште да го сватиме тоа како општество. Не можеме, но не можеме да го сватиме. Јас морам да кажам дека постои голема промена кај локалното население, кај населението, затоа што во рамките на овој проект иницииравме пилот примарна селекција во неколку општини, значи во сама општина Новаци, во Битола веќе долги години се селектира отпадот. Успешно? Да, успешно. Браво. Да. Во Прилеп веќе, да речам, меѓу првите беа Прилеп, така беше? Прилеп ни е еден од шампионите, односно Прилеп е општина каде што најголем дел од населението има втора канта за селекција низ цела општина, не само низ урбаното градско подрачје. Зошто нема во Скопје? Иницииравме и во Кичево, иницииравме и во Охрид исто така. И морам да кажам, мислам, извинете ако ве прекинувам, морам да кажам дека има сериозен интерес. Луѓето веднаш ја прифаќаат оваа иницијатива и дури гледаат на оваа дополнителна канта како со особена леснотија, затоа што многу е полесно кога вредните материјали, нели, стаклото, шишето, различната пет амбалажа, другата амбалажа, хартијата,
металот, лименките можете да ги одвоите посебно од целиот оној комунален отпад. Така што има промени, меѓутоа мора да се работи континуирано, постојано, и тоа е она што ние со Салар се обидуваме да го обезбедиме, континуитет во работата. Ако сега сме почнале во Охрид со 300 домаќинства, да не застанеме на тие 300 домаќинства. Во Охрид има 10.000 домаќинства. Да. Значи целиме кон тоа за Што повеќе? За неколку години да ги покриеме сите. И сега имаме тука проблеми, значи ме прашавте за предизвиците, освен инфраструктурата, јавните комунални предпријатија се соочуваат и со недоволна опрема, значи стари возила, недоволен број на, да речам, садови за примарна селекција, контењери. Понатаму ќе треба да работиме на воспоставување на собирни центри. Собирни центри пак се локации соодветно обезбедени, каде што граѓаните самостојно ќе треба да дојдат и да ги одложат, да ги остават вредните материјали, па и оние невредните, и оние кои што треба да завршат на депонија. И од тука јавното комунално предпријатие ќе треба да оцени што за каде и да се погрижи за понатамошното постапување. Значи тоа се чекори кои што допрва ќе ни следуваат. Ние морам да кажам дека работиме на вакви иницијативи и со Кичево и со Прилеп за воспоставување на вакви собирни центри. Долг е процесот, потребни се соодветни документи, планска урбанистичка документација, физибилити студии дополнително. Така што се работи и се надевам дека во брзо време ќе видиме. Ве прашав за Скопје. Кога е планот Скопје да стане град каде што се селектира отпадот и како да се стимулираат граѓаните? Да, јас колку што знам, значи во моментот имаме, значи паралелно со овие напори на Министерството, на државата за југозападниот и пелагонискиот регион, имаме напори за североисточниот и источниот, исти напори за воспоставување на регионален систем за управување со отпад, а исто така и за Скопје. Значи во моментот има тековен проект кој што треба да се занимава со физибилити студии, со анализи, меѓутоа е малку поназад во споредба со југозападниот и пелагонискиот регион, каде што се фокусирани сите напори во моментот, затоа што едноставно беа најспремни овие два региони, имаше најсоодветна техничка документација, да речам многу лесно се најде локацијата. И општините, како што кажа, веќе Прилеп и Битола, веќе имаа почнато со селекција и некако најлесно го прифатија регионалниот систем, и затоа и ние како Салар одлучивме да работиме поинтензивно со овие два региони за да покажеме една добра пракса и понатаму таа пракса да видиме на национално ниво како може да се реплицира. За граѓаните да почнат да ги менуваат своите одлуки, треба нешто да им се исплати, што би се рекло народски, кога би ги носеле самостојно во тие одложни центри, дали би добивале некаков бенефит? Не, апсолутно не. Значи не е возможно. Дали би таму би се откупувал од тоа прашувам? Не. Значи целта е овие собирни центри да бидат лесно достапни и наместо како што сега ги одложуваат кабастиот отпад, зелениот отпад, градинарски отпад, градежен шут покрај контејнерите, позади зграда, да не правиме мини депонии, значи тоа е апсолутно казниво со закон, само што кај нас за жал се уште немаме можност да го надгледуваме и да го казнуваме сето тоа. Немаме можност затоа што немаме доволно човечки капацитети кои што ќе одат, ќе инспектираат и ќе казнуваат, нели? И граѓаните, нели, ќе имаат соодветна свесност на одреден на соодветно ниво. И во тие собирни центри ќе може да ги одложуваат различните вредни или материјали кои што треба, односно отпад кој што треба да се отфрли. Многу ни треба, значи според мене јас сум скептик дека свесноста ќе ни биде. Не, јас не сум скептик. Јас не сум скептик, пак ја кажам, во споредба со 5 години со претходните 5 години и сега, можам да кажам дека имаме многу поголема спремност на локално ниво. Да, на локално ниво, особено во овие два региони каде што работиме. Она што треба, на кое што треба да работат општините е јакнење на капацитетите на инспекцијските служби, значи многу повеќе инспектори, комунални, животна средина инспектори. Само казна за нас, ништо друго. Јас вака велам, дури и не мора да биде казна, доволно е да биде опомена.
доволно е да биде опомена во првите неколку наврати. Ако вие еден човек еднаш го опомените, јас сум сигурна дека во моментот 90% од луѓето не знаат како треба. Се наоѓам во ситуација да се уверам дека дури и општините и јавните комунални претпријатија за некои работи не знаат како треба. И затоа е потребна поддршка, размена на знаење, искуства, потребно е да се види како тоа изгледа. И затоа нас како држава многу ни користи шведското искуство, затоа што во Шведска овој систем се градел 50 години. Кога ќе отидеме, кога ќе видиме како се функционира, можеме да видиме дека многу лесно ние тоа можеме да го прилагодиме треба овде да кај нас. имаме, нели, Треба само инфраструктурата да имаме, да само сакаме. инфраструктурата, а во однос на инфраструктурата, пак ќе кажам, во моментот сме спремни повеќе од било кога. Имаме соодветна законска основа, имаме национална стратегија за управување со отпад, имавме регионални планови, истекуваат годинава, ќе имаме нов благодарение на овој проект. Проектот за одржливо управување со отпад на локално ниво. Имаме друга поддршка, односно проект за инфраструктура, за опрема, за возила. Добро. Значи, општините добиваат директна поддршка, финансиска поддршка во инфраструктура. И затоа велам дека сега во овој момент сме спремни повеќе од било кога да го воспоставиме регионалниот систем. Само да појасниме за гледачите кои што не се доволно информирани околу влијанието на неправилното управување со отпад врз животната средина. Што се случува во околината кога нема правилно да селектираме? Да, имаме многу влијание. Значи, прво, отпадот, мешаниот комунален отпад кој што е одложен на депонија, на оние депонии кои што ги имаме во моментот, депонии или не се ни депонии, туку се ѓубришта практично, по дефиниција се ѓубришта, ако ги викаме. Заградени ѓубришта, да. Па дури не се ни на некои општини не се ни заградени, туку се така само едноставно. Прво на памет ми дојде Дрисла, па најголемиот дел е заграден. Само Дрисла е заградена и има, да речам, некој ред. Сите други... Да, мислам дека Дрисла и не е од сите страни. И не е од сите страни, да. Значи, влијание, како што реков, има многу. Прво таму кога се одложува. Без таа геомембрана и без соодветна одоздола почва, значи земјиштето каде што треба да се направи депонијата, регионалниот центар во Новаци е практично глинаста почва која што е непропусна. Дополнително на тоа ќе ставиме геомембрана, значи ќе биде направена по сите европски стандарди, за да не може да излегува. Во моментот све она што се одложува таму преку почвата, нели, понирава подземните води и на таков начин ја загадува водата, ја загадува почвата. Дополнително на тоа, затоа што имаме многу мал процент на отпад кој што се рециклира, и тоа најчесто пластика и хартија и стакло, па и метал. Меѓутоа, органскиот отпад одложен на депонија, оставен таму, ослободува метан. Метанот е газ кој што се пали на ниска температура. Брзо може да запали. И кога ќе го во анаеробни услови, тој многу лесно се самозапалува. Кога ќе се самозапали, прави пожар на депонијата. Јасно. Дополнително на тоа што горат за различни други недозволиви материјали, односно материјали кои што се штетни. Да речам, гори пластика. Да, гума, пластика. Така што ова се, да речам, првите и најевидентни, најлесни влијанија за идентификување од страна на, да речам, и од страна на оние кои што ги прават анализите. Понатаку, меѓутоа, и самиот граѓанин може да се запраша кои се негативните влијанија и лесно да ги види, затоа што ние имавме често пати во минатиот лани, например, имавме преку 1500 пожари на депонии. Значи, веќе се евидентни проблемите од несоодветното постапување на отпад. Еве го пред 2 дена во Визбегово. Еве го пред 2 дена во Визбегово, тоа во Визбегово беше приватен склад, оператор кој што не работи со мешан комунален отпад, туку работи со рециклабилни материјали. Меѓутоа имаме секојдневно ние, например, депонијата во Буково, во Охрид, таа гори постојано, таа во Прилеп исто така.
мегленци, постоечката во Новаци. Значи, тоа се емисии на загадувачки супстанции во воздухот кои што се токсични, канцерогени и за кои што навистина па и не можеме да ги направиме точно проценките колку влијат негативно Тоа во сакам да здравјето на прашам. луѓето. Еве во овој пожар што беше во Избегово, што се случува на локалното население тука или луѓето кои што работат во тие фирми? Колку се тие подложни на Значи на вака опасности? сега, за да можеме за да можам да ви кажам точно треба да се направат согласно да, Светска така, здравствена така. организација, имаме методологии согласно кои што се пресметуваат. Знам дека пред неколку години Институт за јавно здравје правеше една таква анализа на проценка на здравјето, ризикот врз здравјето на луѓето од депониите, конкретно овде некоја депонија во Скопје беше. И баш така, значи калкулациите, проценките се страшни. Значи големе многу големи, високи се концентрациите на емисии на недозволени супстанции кои што треба да ги имаме во воздухот. Полициклични ароматични јаглеводороди, органски испарливи соединенија, тешки метали исто така, кои што медицината утврдила дека предизвикуваат многу несакани ефекти, канцерогени заболувања, респираторни и други проблеми врз здравјето на луѓето. Рековме дека мора да се подигне свеста, тоа треба период, планови за едукација. Планови за едукација Како да се вака, значи прво морам да кажам дека подигнувањето на јавна свест е долгорочен континуиран процес. Значи ние не смееме да застанеме со подигнување на јавна свест на темата. Не смееме да застанеме со едукација. Ние во рамките на Салар постојано го правиме тоа и тоа го правиме на различни начини, дури и она што велат швеѓаните door to door, значи од врата на врата. Добар ден, како сте задоволни од системот до сега, таму каде што имаме започнато со систем колку се применува, како се применува, се со да ги стимулираме граѓаните и да им покажеме дека тоа ни е важно. Че тоа е еден начин. Друг начин е обучивме преку 200 наставници во основните училишта кои што се вклучени во настава во формално образование во основните училишта од југозападниот и пелагонискиот регион од 35 училишта, за да им покажеме за тоа како полесно да ја реализираат наставата поврзана со подобро управување со отпад и како полесно да ја испратат пораката. Значи тоа е, морам да кажам, еден голем програмата беше одлично прифатена од страна на сите наставници. 200 наставници не е мала бројка. Не знам точно со кој број располагаме во регионот, меѓутоа е добро затоа што овие наставници понатаму продолжуваат да ги користат овие едукативни материјали и ги постојано дисеминираат врз моменталните ученици, меѓутоа ќе продолжат да ги практикуваат и со новите генерации, а исто така и кон своите колеги, нели? Затоа што управувањето со отпад е, да речам, има интердисциплинарен пристап и не само природни науки, туку можеме многу лесно да ја прилагодиме наставата и во општество, во, да речам, географија, во хемија, во биологија. Да, многу науки се поврзани со управувањето со отпад и затоа треба што е можно повеќе едукација на различни нивоа, од различни аспекти, различни согледувања. Кои се прогнозите кога би функционирала таа локална депонија? Прогнозите се дека во следните 3 години треба веќе да се изгради, да биде функционална, нели? Во моментот значи се работи интензивно, како што кажав. Добро, а што се случува сега со отпадот што се собира селектиран, каде се носи? Отпадот кој што се собира селектиран, јавните комунални претпријатија си имаат соработка или со колективни постапувачи, или си има... Веќе се прави таа циркуларна економија, што е рекол. Имаме ние преку 300 компании во државата кои што се занимаваат со собирање и транспорт, приватни компании, кои што се занимаваат со собирање и транспорт на различен отпад од пакување, различни видови пластика, стакло, хартија, картон, метал, исто, дрво, така што нели, или се собира од овие или од јавните комунални претпријатија и се предава на складовите кои што вршат моментално складирање и понатаму го продаваат на компаниите кои што вршат рециклажа или некаков друг вид на третман.
да речам некаков гранулат, пет снегулки, исто така имаме постројка во Македонија за правење пет снегулки, како таква таа се извезува надвор од државата во фабриките кои што прават. Само едукација, мислам дека ќе се успее, бидејќи многу е тешко на луѓе кои што во едно најлонче ставаат секаков комунален отпад, им се каже дека кесенцето од смокито може да биде утре електрична енергија. Така? Да, тешко е, меѓутоа пак ќе ви кажам... Дека скршената чаша утре може да биде некој убав лустер. Така? Да, апсолутно. Апсолутно. Значи, тешко е, не смееме да престанеме со комуникација, со подигање на јавна свест, но од друга страна и не смееме да престанеме со поддршка на општините, на јавните комунални предпријатија и на оние кои што треба да го спроведуваат системот, затоа што управувањето со отпад е жива материја и станува збор за постојано унапредување. Значи, она што јас пак ќе кажам, она што Шведска го имала пред 50 години, нели, ние треба сега да го воспоставиме и многу брзо да ги надминеме, да ги поминеме сите фази чекори. Да ги стигнеме први. Да ги стигнеме, да. Потоа да ги надминуваме. Да, практично ние немаме 50 години, ние имаме многу помалку, ама затоа пак имаме добри пракси и од кого да ги учиме на веќе научените лекции. Овие проекти со кои што работи невладиниот сектор, граѓанските организации, колку се во сооднос со националната стратегија на државата со управување со отпадот? Значи вака сега, граѓанските организации се прилично, да речам, спремни, разбираат тематиката и ги следат постоечките и законски прописи, меѓутоа и националните стратегии. Ние во моментот имаме национална стратегија за управување со отпад, национален план исто така и така натаму. Меѓутоа морам да кажам дека ние како Салар International во рамките на овој проект имаме постојана редовна комуникација со Министерството во врска со нивните да речам активности, да, и не само со нивните активности, туку и со активностите на проектите кои што го поддржуваат Министерството. Така што се функционира, да речам, во една насока и така треба да продолжи. Значи треба да продолжиме да се координираме, се со цел нели да праќаме една порака кон граѓаните за да не ги збуниме. Следното трето гостување ќе очекувам да биде со повеќе резултати, да имаме поголема свест и веќе во овој Скопски регион да имаме поголема и подобра селекција на отпад. Ти благодарам за гостувањето уште еднаш. И јас се надевам и благодарам за гостувањето. Продолжете да ги следите нашите активности и се надевам ќе можам да дојдам со конкретен резултат следниот пат. Така, ја уживам кога ќе разговараме на вакви општествени теми, една од нив ми е управувањето со отпад. Почитувани, одиме со кратки реклами, па се враќаме во студиото. Темата ни е македонскиот јазик. Вчера беше денот на македонскиот јазик, 5 мај, денеска да видиме како се одбележа и кои се предизвиците на македонскиот јазик во оваа дигитална ера.